Добро вечер, гледате Топ тема. Во услови на заострена риторика меѓу синдикатите, работодавачите и владата околу износот на минималната плата се наметнува и прашањето како до поголем економски раст што ќе донесе реално подобрување на животниот стандард на граѓаните. На кој начин зголемувањето на платите може да се усогласи со економскиот раст и зголемувањето на продуктивноста? Кои политики се клучни за привлекување нови инвестиции, отворање квалитетни работни места и задржување на младите во земјава? За овие дилеми, но и за можните решенија, во студиото на Топ тема разговарам со Кирил Миновски, пранешен министер за финансии, Ванчо Узунов, универзитетски професор, но пред да ја стартуваме дебатата, да го погледнеме прилогот на колегата Огнен Чанчаревич за денешните блокади пред собранието од страна на синдикатите. Добро утро на сите, освен на пратениците. Плати или блокади, синдикалците повторно на улица и повторно пред собранието, каде ги блокираа влезовите за возилата на пратениците, во обид да го засилат притисокот и да издействуваат, што е можно поголемо зголемување на минималецот од законски предвидените 1600 денари. Како што беше најавено, синдикалците ги блокираа двете улици, пред и зад собранието. Меѓутоа, средба со народните избраници немаше. Од ССМ побараа пратениците на денешната седница да ги бранат предлозите за 600 евра минималец и зголемување на сите плати за 6000 денари, онака жестоко како што ги бранеле пратеничките плати и патните трошоци. Да биде срамот за нив уште поголем, тие се подготвени нивните плати, односно коефициенти, да ги намалат за 9%, да не се зголемат, само за да не ги зголемат платите на работниците. Пратениците сакаат работниците, нивните гласачи да живеат и да тонат во сиромаштија. Денешниот ден треба да ги застрами сите, а најмногу оние 120 избрани пратеници, и мислам дека дури денеска на седницата која ќе ја имаат, треба да предложат зголемување на минималната плата на 600 евра и зголемување на сите останати работнички плати за најмалку 6000 денари. Присутните на блокадите очекуваат дека пратениците ќе застанат на нивна страна и стојат за ставот дека 600 евра минимална плата е неопходна поради растот на трошоците за живот. Ќе им ја кажеме на станиците една девиза на Кемал Ататурк, која што вели ни еден пратеник не сме да зема поголема плата од наставниците. Такви се овие речи ги политичарите како голубите. Како голубите се. Додека се доле на земја, ти јадат од рака. Ке се качи горе ти кака на глава. На пратениците ништо не би им порашало, ама на народот што не доаѓа, тоа би порашало. Па да не ги намалат платите, ако може. Според тоа што го гледам овде, да не ги намалат, големи се. Така ти кажат и тие сега таму што се. Генерален штрайк, али народов кога ќе се свести, не можам да бидам паметен. Буричкаато контејнер неќе да дојде овдека. Да протестира заедно со мене. Синдикалците уште еднаш подсетија дека предлозите за законски измени за намалување на платите на избраните именувани функционери за 80% се напишани, исто како и измените, со кои како основ за пресметка ќе се земе минималецот, а не просечната плата. И дека тие ќе ги соберат неопходните 10.000 подписи за овие измени да влезат во собраниска процедура. Блокадата на синдикатите продолжува во четврток на 100 метри од собранието пред седиштето на Сојузот на стопански комори. Во вторник следната недела синдикалната блокада се сели пред владата. Назад сме во Топ тема, како што веќе најавив, мои вечерашни гости се Кирил Миновски, поранешен министер за финансии. Добро вечер. Добро вечер. Ванчо Узунов, универзитетски професор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Го погледнавме прилогот на колегата за она што се случуваше утринава, но секако минималната плата е во фокус изминативе неколку месеци, можам слободно да кажам, иако риториката се заостри последните денови. Узунов, ќе почнам со вас. Прашањето е како зголемувањето на минималната плата може да се усогласи со економскиот раст и зголемувањето на продуктивност? Добро вечер уште еднаш, Наташа. Добро вечер до гледачите. Ја ќе почнам со една малце поширока или професорска констатација која што не се спомнува кај нас. Само да не е 45 минути професорски. Не, 45 секунди. Меѓутоа што е она што сакам да го кажам, минималната плата не е прашање само на синдикална борба, не е прашање само на политички ривалства и така натаму. Минималната плата е едно од неколкуте цени во економијата со кои што се раководи со целата економија.
Многу е битна. Као што е битна стапката на инфлација, како што е битна ескотната, референтната каматна ставка на Народната банка, како што се битни некои такви параметри што се ја одредува целата економија, така е битна и минималната плата, бидејќи е минималната цена на факторот труд во економијата, кој што е де факто оној што создава вишок на вредност во голем дел, во многу дејности, најбитниот дел. Така што тоа уопште не е прашање кој што треба да се остави само на како ќе се изборат или не изборат синдикатите, туку треба да се раководи со него. И тука владата, по моје мислење, греши што тоа го остава настрана. И го препушта само на договорот меѓу синдикати и работодавачи, кој што никош нема свој договор. Добро, тие и најдоа договор, меѓутоа тој не одговара на владата. Сега ова прашање ваше како да се усогласи. Тоа е начелен теоретски и практичен економски став. Платите треба да следат продуктивноста на трудот. Со тоа е кажано све, меѓутоа со тоа не е кажано пак ништо. Бидејќи платите, освен дека се резултат на продуктивноста на трудот, они се и битна социјална категорија и уште повеќе битен мотивационен фактор за повеќе ангажирање и зголемување на конкурентноста, конкурентна способност и учинокот на претпријатијата. Има озбилни студии кои што покажуваат дека Македонија заостанува зад просекот на Европската унија и по продуктивноста и по платите. Меѓутоа, по платите повеќе од продуктивноста, што значи има можност за покачување на платите и со целиот напор да се покачи продуктивноста и понатаму. Има некој уште место за тоа нормално нивелирање. И сега тоа во праксата се одвива како таа борба на синдикати визави работодавачи со влада посредник. Оваа влада сака да се држи на страна. Меѓутоа сакам и уште една работа битна тука да посочам. Не знам дали ќе се согласи после. Времето, моделот, бизнис моделот, што беше типичен за просечно македонско претпријатие на ниски плати и значи регулирањето шоците, кратењето со ниски плати и со користење половна опрема и така натаму, за да се одржи некаква профитабилност и опстанок на пазарот, е завршено. Да, тоа сакам посебно внимание да посветиме во текот на емисијата. Ама е многу битно прашање. Да, еве, Миновски зборуваме за минималните плати и продуктивноста. Она што постојано се потенцира дека ниска е продуктивноста на работниците, го отвори прашањето и Узунов околу таа продуктивност. Колкав е просторот и на економијата, од една страна да немаме, да се намалат и економски ризици, од друга страна сепак да има одредено покачување на минималната плата, но поголемо од она кој што нели сега се остава со тие законски можности. Најнапред, добро вечер уште еднаш. Се работи за едно мултидисциплинарно прашање кое што вклучува повеќе аспекти. Веќе спомена господинот Узунов во врска со продуктивноста, колку заостануваме за она што е европска продуктивност, меѓутоа треба да се земе предвид дека на продуктивноста на трудот влијаат повеќе фактори. Еден од главните фактори во современи услови е научно-технолошкиот прогрес и секако технологијата која што се користи во тој процес, значи не е еден од инпутите, не е само работната сила, туку секако и технологијата. Ако имаме во компаниите несоодветна технологија, во тој случај не можеме да очекуваме и повисок степен на продуктивност на трудот. Она што е битно да се истакне во целиот овој процес кога станува збор за минимална плата е дека договарањето на платите е пред се резултат на процес на социјален диалог. Во социјалниот диалог, согласно на она што го пропишува и Меѓународната организација на трудот, учествуваат три страни. Тоа е владата, синдикатите и работодавците. И до решение треба да се дојде врз основа на консензус на сите три страни. Сите три страни треба да развиваат една култура на компромис, впрочем тие одредби што ги има пропишано Меѓународната организација на трудот се имплементираат и во најголем дел од земјите членки на Европска унија. Идејата е да се креира култура на компромис во кој што врз основа на аргументирани анализи ќе се дојде до некои, да кажеме, најмал заеднички содржател кој што ќе ги задоволи барањата на сите три страни. Зашто е битен тој консензус и градење на култура на консензус? Битна е заради тоа што кога станува збор за работната сила, кај нас се специфични условите и ние се соочуваме со еден тренд, да кажеме, на одлив на работна сила и селување на голем дел од
населението надвор во потрага по подобри можности. И тој аспект треба да се земе во предвид во социјалниот диалог, тој треба како аспект да го земат во предвид и работодавците, меѓутоа и владата, заради тоа што таа треба да води сметка за креирање на политики, демографски политики, економски политики, сите овие сегменти се многу битни. Меѓутоа суштината е дека треба да развиваме една култура на компромис и добро оставен на тој простор да се најде некој компромис, меѓутоа, тешко се наоѓа. Отворивте прашањето за продуктивноста, јасно е дека иновациите, технологијата се клучни во зголемувањето на продуктивноста. Од друга страна, колку има и разлика помеѓу продуктивноста која што има во зоните и надвор од зоните, дали може и таква паралела можеби да се направи некоја? Треба да се разгледаат сите параметри, да се направат прецизни мерења во однос на тоа каква е продуктивноста на трудот. Меѓутоа, кога се говори за продуктивноста на трудот, ние треба да земеме во предвид не само продуктивност на трудот на приватниот сектор, во кој што во суштина ја создава таа додадена вредност, на основ на кој што се креира, значи се алиментира буџетот и се задоволуваат потребите на државниот апарат, туку ние треба да говориме исто така и за продуктивност на вработените и на институциите, и тоа е друго прашање, друга тема која што исто така е битна, заради тоа што кога говориме за продуктивност на ниво на компанија, еден од најзначајните инпути е секако креирање на поволно деловно окружување или деловна клима. Таа влијае на создавањето на амбиент кој што ќе влијае директно на продуктивноста на трудот. Значи мораме да создадеме цел екосистем кој што ќе влијае на зголемување на продуктивноста, почнувајќи од деловно окружување. Прашањето ми е дека не се работниците лоши, па е ниска продуктивноста, туку едноставно потребни се поголеми инвестиции и во самите компании за зголемување на таа продуктивност. Многу генерално гледано, на ниво на фирма, компанија, или уопште на сите компании, по моје мислење, значи продуктивност зависи од три крупни фактори. Прво е квалификациите, вештините на работниците. Колку поквалификувани, повешти, и дисциплинирани работници, работна сила, толку е продуктивноста повисока. Второ, нивото на опрема што се користи. Да биде најнова технолошка генерација. Македонија не може да прави големи иновации самата да измислува нови овие опрема и така натаму, меѓутоа да следи последната генерација. Што не е случај во Македонија, многу голем број фирми и се уште користат половна опрема. Она е во функционална состојба, но е половна. Автоматски е помалку продуктивна најновата генерација што има на опрема што имат конкурентите. И трето, добар менеджмент, организација и раководење со процесите така да се избегне сите оние тесни грла, празни водови и така натаму. Тие три работи. Значи не е само работната сила. И кај работната сила е битно платата, да, она е одредена као понуда и побарувачка на пазар на труд. Тоа е многу генерално, тоа ни студентите ќе знаат дека не функционира баш така. Прво, работна сила е специфичен. Особено сега кога има недостиг на... Не, и да нема е специфичен, бидејќи е врзана со живи луѓе. И нивни потреби, навики, и традиции, менталитети, се тоа натаму. Друго, цената на работната сила не е флексибилна нагоре-надоле како цената на капиталот или на стоките и услугите. Многу се и одамна постои таа теорија на лепливи цени на работната сила. И затоа со тој пазар, равнотежата на тој пазар на труд, што е определен и многу битно од големо влијание на минималната плата, треба да се раководи многу посебно, специфично, со многу анализи. Меѓутоа, она, ја ќе се навратам на оваа влада, Кирил рече, трипартитен е диалогот. Владата се исклучува, вика, ако се договорат они, ја прифаќам. Не може да се исклучи. Она е арбитарот, тогаш кога двете страни, работодавачи и вработувачи, вработени нема да се договорат. Она е таа што арбитрира. И е политичка одлуката, дефинитивно е политичка одлуката, ама сега политичари валјда се за да носат политички одлуки, не за да не носат политички одлуки. Тоа е кукавичка политика, не носење одлука, и може само да иде на штета на оние кои што се одадени случај работници. Ќе ве вратам на она што го почнавте овој одговор, тоа е модернизација и иновативните решенија. Ние во овој момент се соочуваме со одлив на текстилните, затворање на текстилните компании, сите тие странски фирми кои што беа тука го селат производството надвор во други држави. Образложението е дека стануваме прескапи во делот за нивни инвестирања. Од друга страна, и опремата со која што работат тие компании е застарена, ова што го зборуваше Узунов. Да, тие
два аргументи се релевантни во однос пред се на текстилната индустрија, која што некогаш ангажираше и 60.000 вработени. Причините се повеќе кратни. Една од причините е селењето на овие трудоинтензивни дејности, најмногу во земјите кои што имаат поголема популација, пред се на далечниот исток, меѓутоа исто така и во постојат медитерански земји кои што се доста конкурентни во овој сегмент, заради тоа што имаат економија на обем, меѓутоа ние изгубивме и конкурентската предност во овој сегмент на близината до европски пазари поради неинвестирање во технологија, затоа што имаме случај во соседна Бугарија, која што е земја членка на Европска унија, иако имавме најнапред одлив на оваа работа од нивните фабрики со нивна технолошка модернизација, дел од тие мали порачки кои што беа главно наменети за поскапите брендови на европските пазари се вратија. Меѓутоа, она што го направија, тоа ја направија на некој начин купување на нова технологија, воведување на нови процеси, имплементација на соодветни сертификати, и тоа ја зголеми конкурентноста на компаниите и покрај тоа што цената на работната сила порасна. Од тој аспект многу е значајно да се изнајдат начини, дали и да се креира обкружување пред се во делот на пристап до финанси, со кој што ќе им се овозможи на нашите компании да имаат пристап до посовремена технологија, со што дополнително ќе се зголеми продуктивноста, која што сега е на некое си ниво од 40% од она што е просечно ниво во земјите членки на Европска унија. Го правиме ли тоа во обезбедување на тие фондови за компаниите? Па мислам дека главно иницијативите се доаѓаат или од Европска унија преку промовирање. Сега пред извесно време беше промовирана програма во која што се доделуваат грантови, се користат кредитни линии од Развојната банка на Советот на Европа, меѓутоа секако може да се направи. А колку е сето тоа доволно, затоа што сам велите дека изгубивме таа конкурентна предност која што ја имавме? Неопходно е да се креираат политики во кои што ќе се влијае на повеќе сегменти. Едниот сегмент е креирање на обкружување во кој што ќе се обезбедат соодветни финансиски средства. Меѓутоа, неопходен е и соодветен ноу-хау, на што го спомена колегата Узунов, во делот на менаџментот, имплементација на современи менаџерски практики, соодветни бизнис процеси кои што ќе овозможат предуслови за поголема продуктивност, заради тоа што кај нас очигледно е дека нема доволно знаења во поглед на тоа следење на технолошките трендови, меѓутоа и најголем дел од компаниите се микро и мали компании. Тие немаат доволно финансиска моќ и сила да настапуваат индивидуално на поголемите пазари. А како што знаеме, еден од основните критериуми за влез во Европската унија е да можат нашите компании да го издржат притисокот на заедничкиот пазар. Тоа значи дека во тој сегмент мора нешто да се направи, дали во поглед на здружување, правење на хабови, соработка помеѓу компаниите, за да можеме да го фатиме чекорот со технологијата, кој што гледаме дека се менува со драматична брзина. А ние каскаме во тој поглед. Да. Она што исто така сакавте да дополните нешто? Само една реченица сакам да кажам. Ја после многу години искуство на сите овие теории како треба да се прават реформи, дали е обезбедено ова и дали владата да започне, мислам дека правењето реформи, особено овие микрореформи или во компании, тоа е прашање на мајндсет на оној кој што раководи со процесот. Дали сака, ако сака, ќе најде начини. Ама голем број од луѓе и со своји приватни фирми или раководители во приватни фирми сакаат да живеат на научениот начин, досегашниот начин. И со комфортна зона да бидат. Да не излезат од комфортната зона. А оваа денешна брзина со која што се менува светот, технологијата уште побрзо, тоа го казнува за 2-3 години. Ќе ја затвори компанијата. Своја. Не може така. Мора постојано да се променува. Мора да се трчи за да стои во место. Колку и да звучи демагошки, колку и да звучи како парола, е точна. Да трчаш за да стоиш во место. Ако сакаш да одиш брзо, треба многу брзо да трчаш. А кај нас не е тоа така. И тој мајндсет треба да се променува, ама во тој контекст единствено известна работа и во животот и во економијата се промените, затоа се развива и посебна дисциплина која што се нарекува управување со промени, кој што мислам дека во наредниот временски период треба да се даде повеќе на значење и во приватниот сектор и во јавниот сектор во спроведување на овие реформи. Во моментов имаме стапка на невработеност од 11%, што практично е најниска и
во државата. Меѓутоа, сепак тука има контингент на работници кои што може некако да се активираат или пак може би се во онаа сива зона па се само евидентирани како невработени. А од друга страна, компаниите се соочуваат со сериозен недостиг на работна сила. Се разбира дека постојат општо прифатени дефиниции за тоа што значи невработено лице. Невработено лице се дефинира како лице кое што е активен барател на работа. Бара работа, а нема работа. Што е активен барател на работа. Во овој случај, доколку имаме таков контингент, значи имаме агенција за вработување која што треба да работи на тој сегмент. Првиот сегмент се вика посредување при вработување, каде што ќе се мечираат на некој начин, односно ќе се вкрстуваат понудата и побарувачката на пазарот на труд, каде што ќе се развиваат преку активни мерки на пазарот на труд соодветни програми во кои што ќе се вршат соодветни обуки или преквалификации на невработените лица за потребите на познат, а во некој случај се прават и обуки за непознат работодавач. Што е суштината? Суштината е од таа бројка на невработени лица според евиденциите, не знам колку се 90.000 или 11,9%, треба да се види каков е бројот на тие активни баратели и да им се пристапи со активни мерки на пазарот на трудот и да се настојува да се активира што поголем дел од нив. Заради тоа што еден од клучните проблеми кои што ние го имаме е тоа е ниската стапка на општа вработеност, заради тоа што таа се движи околу 56%, додека општата стапка на вработеност просекот во Европска унија се движи околу 73-74%. Како е да се активираат овие луѓе кои што практично се водат дека се невработени. Од друга страна, колку недостигот на работна сила ќе се решава со увоз и на тамошно зголемување на тој контингент на работници кои што ќе доаѓаат од странство. Има обиди со мерката да се активираат пензионерите кои што земаат пензии, колку тоа ќе придонесе кон решавање на проблемот и како и младите повторно да се вклучат во целиот тој процес со атрактивни понуди, бидејќи знаеме дека голем дел од нив работат за странски компании, надвор. Вака, прашањето на ова сега, реков ја, е многу најниска историски најниска стапка на невработеност, меѓутоа и таа стапка е нереална, таа 11 колку е, не е точна. Мислам, не е точна, бидејќи тука има неколку работи се кријат во таа бројка и од реалноста одлепени, што не се точно одразени во бројката. И на целиот тој проблем може да му се пристапи и треба да се баре решение на повеќе начини. Прво е, по моје мислење, стварно најбитно, као прво да се почне, не најбитно само по себе, него као прво да се почне, исчистување на онаа бројка на луѓе кои што се вработени, но не се пријавени и се водат ко невработени, стапката е невработени за глед, а работат на пазарот на сив. Да, тоа го спомена сивата економија. Тоа мора да се реши, бидејќи тоа знаеме точно колку има, колку нема, колку е таа невработеност. И уште повеќе затоа што создават фер услови на пазарот на работна сила. Таму за едни се плаќаат придоници и давачки, за други не. Тоа е многу нефер борба на тој пазар. Второ, кај оној дел на работна сила што е стварно невработена, тоа се некои, ги викаме често, джепови. Значи, не е било која популација, него делови од популацијата. Прво треба да се види нивниот степен на, ние немаме македонски збор, employability е на англиски. Вработливост, добро. Да. Вработливост. До колку стварно може да бидат вработени, бидејќи многу често тие немаат нити основни квалификации. И тука, тоа се тие активни мерки и многу активно учество на влада, не мислам на политичкиот естаблишмент, него на администрацијата, да се влијае на тие луѓе да се организираат и да се завршат некакви квалификации да стекнат. И потоа да се тие вработуваат. Трето би дошло увозот на работна сила. Трета мерка е увозот на работна сила, а не прва. И ако мислиме ние добро некој неке да работи, не мора да работи, ние ќе викнеме странска работна сила во Македонија. За градежништво како дејност веројатно е добро. Дори трае проектот, ќе бетонира зграда, ќе копа автопат, ќе заврши проектот до гледање Амазонија, фабрики што се на домашниот пазар, мислам, воспоставени фабрики и било кои други деловни субјекти, кои што така да има долгорочна идеја. Тоа не е решение. Он мора да најде домашна работна сила, која што ќе ја мотивира. И тука ми е приеска, оно што да го прашам, значи, времето на ниски плати као конкурентна предност на Македонија и опстанок на фирми е завршено. Часови се, не денови до крајот. Избројани му се.
Значи, мора да се прифатат бизнисите, мора да најде добра работна сила, да ја обучи, да ја плати, но нормално да врзе со договори и било каков друг начин, да не му бега работната сила и да инвестира во опрема, знаење, до обука на работниците, добар менеджмент, професионален. Не мора семејството да има фирмата. Тоа уште не го преболевме. Од приватизацијата, семејствата што добија контролни пакети, децата ќе ги наследуваат. Не ги бива децата, има професионални менеджери што ќе водат фирмата за децата. Но тоа е болест детска што треба да се изоди во овој систем. И така да се продолжи иднината на секоја фирма. Инаку, за многу краток период, тие сите фирми ќе исчезнат. Не затоа што ја сакам, пазарот ќе ги истисне. Тоа се проблеми во делот на корпоративно управување и тука треба да се работи заради тоа што основните функции на капиталот, собственичка од управувачка, се концентрирани на едно место и ние имаме проблем. Заради тоа не се развиваат пазарите на капитал, немаме IPO, односно нови емисии на хартија од вредност. Тоа се сет на проблеми кои што влијаат. Посебни проблеми се. Сосема се сложувам во овој сегмент дека овие проблеми пред се треба да ги решаваме со зголемена продуктивност, активација на работна сила, за мигранти да се размислува како трето, четврто решение. Од сето тоа зависи и економската активност, односно растот на бруто домашниот производ. Го спомена градежништвото, каде што Узунов вели најмногу може да се ангажираат странските работници. Гледаме дека тоа од друга страна е, барем според последните квартали, мотор на економијата. Тоа е точно, значи два сегменти кои што влијаат на овој раст што го имаме ние. Едниот сегмент е зголемена јавна потрошувачка, јавни инвестиции во кои што и градежништвото како дејност дел се во делот на овие јавни проекти, односно капитални инвестиции, дел се во згради, во градежна активност, пред се стамбена изградба. Меѓутоа, најодржлив концепт за развој на една економија е во суштина преку она што го говоревме, а тоа е зголемување на продуктивноста на трудот, креирање на конкурентни компании, зголемувањето на извозот, креирање на производи кои што имаат повисока додадена вредност, а тоа подразбира систем во кој што ќе имаме компании во кој што ќе се влијае на тие три сегменти: сегментот на технологијата, сегментот на квалификување на работната сила, сегментот на менеджментот, заради тоа што тоа е единствено одржлив начин во кој што ние можеме да имаме економски раст кој што ќе донесе така наречен инклузивен економски раст, односно економски раст во кој што сите ќе партиципираат. Заради тоа што имало ситуации во кои што имаат држави кои што имаат високи стапки на раст, меѓутоа имаме страшна нееднаквост во општеството, а понатаму таа нееднаквост креира други општествени проблеми. Затоа е многу битно да имаме раст кој што е заснован на овие параметри, кој што е одржлив и кој што ќе биде инклузивен, ќе донесе бенефит за најголем дел, односно за сите граѓани во едно општество. Но колку еве тие и капиталните инвестиции ги споменавте, реално се проектираат и носат раст? Во однос на капиталните инвестиции имам неколку пати говорено на таа тема. Многу е битно кај капиталните инвестиции нивното имплементирање да се изврши во оној временски период во кој што тие се планирани. Заради тоа што премногу долгото развлекување на имплементација на еден проект во определен случај наместо ефект на мултипликатор влијае негативно, односно креира трошоци. Клучно во тој процес е пред се постоење на знаење во областа на проектен менеджмент со јавни финансии. Тоа представува посебна дисциплина. Да, но ние се уште имаме проекти кои со години се развлекуваат. Резултатот е слабости во системот пред се на управување со јавни проекти. Тука треба да се гледа. Зошто ја имаме таа слабост? Заради тоа што најнапред тоа е посебна дисциплина, постојат посебни професионални сертификати, така наречени експерти од областа на проектен менеджмент. Ние сега и Министерството за финансии последната реализација воопшто не стигаме да ги реализираме. Понатаму имаме дисперзирана структура кај што со проектите се расфрлани по различити институции и министерства наместо тоа да биде централизирано. Има добри примери од светот, например Велика Британија е добар пример кај што има централизирана агенција за управување со јавни проекти. Тие го следат тие го менаџираат целиот така наречен project management циклус, значи управување со проекти од планирање на проектот па се до неговата имплементација, затоа што станува збор за комплексна активност која што вклучува многу чекори, подчекори и многу чинители. Едноставно тоа треба да се остави на професионалци. Да. Затоа што ние за оваа тема зборуваме, ја барем зборувам, и соговорници, преку 20 години.
дека Македонија И нема има и капацитет. проекти кои што се реализираат. 20 години. И значи никако да сватиме дека тоа све што го кажа Кирил Сојен збор се вика апсорбционен капацитет на администрацијата да имплементира проекти. И пари имаме. Проекти не се спроведуваат како што треба. Не се касни и така натаму. И тоа прашање на капитални инвестиции, особено во инфраструктурни објекти, како пак е нас е скоро единствен двигател на растот, ја држи стапката на раст на оваа економија ниска, да сме среќни 2,5%, целиот овој изминат период, ама збориме за многу долг период, преку 20-30 години. Значи мора да се додаде на тоа нешто друго. Да, тоа окей, автопатишта е секогаш добро да постојат, железници е секогаш добро да постојат, ако се исплатливи. Не сум сигурен за овие железници што се зборат цела Македонија дека се стварно исплатливи за Македонија. Но капитална инвестиција е образованието. Зошто не се исплатливи? Нема кој да ги користи. Македонска индустрија не произведува ништо што ќе треба толку да го транспортира со железници. А за патници да се возат со железници, уште по ми е прашање дали ќе има. Ќе иде некој од вас двајца до Солун со воз еден ден или пак со коли ќе си идеме? Станува ли збор тука за друга политичка или геополитичка? Најверојатно станува, ама ако ја отвориме темата, ја немам информации, ќе остане на спекулација. Меѓутоа, ја не ја видов оправданото за домашната економија, дека таа железничка па уште двосмерна. Требало еден воз за натака, еден за надвака, паралелно да возат. Мисля, стварно не е оправдано. Која индустрија ќе вози и ќе превезува толку многу материјали, стоки, полупроизводи по таа железница да биде она исплатлива само за Македонија? Очигледно не е. Колку, еве, кога сме кај капиталните инвестиции, колку е унгарскиот кредит кој што беше земен, практично донеса или видовме од него капитални инвестиции, реални, кои што ни значат на сите нас и на економијата? Колку што има информација во јавноста, дел од тие средства отидоа за враќање на стари долгови, додека останатите беа наменети дел за локален економски развој, дел за беа дадени во форма на кредити за компаниите. Во однос на овие проекти кои што се на ниво на локална самоуправа, не сум имал прилика да видам некој сеопфатен извештај за да се види кои све проекти се финансирани. Ја мислам дека нема сеопфатен извештај, затоа не си го А во овој дел не можам да говорам ништо заради тоа што од моментот кога ќе бидат јавно достапни информации за тоа кои компании добиле, за каков вид на проекти, можеме во тој случај да некакво мислење искажеме. Во овој момент е навистина немам информации за да изнесам собствено мислење. Добро, но ако имаше некој, еве, поголем, веројатно ќе знаевме прашањето кое што сушто сакав да го поставаме, дали економските политики се водат повеќе од популистички или стратешки и долгорочни навистина цели имаме. Бевте вие и министер за финансии, вие бевте советник во влада. Може ли, еве, искрено да одговориме на ова прашање, дали на вистина имаме само најчесто популистички? Согласно, нели, секоја влада доаѓа на власт со опрена владина програма, со опрено ветување кој што им го дава на гласачите и на тој, да кажеме, надпревар, на изборен надпревар, победува опрена програма за која што граѓаните сметаат дека е подобре или им нуди поголема можност. Понатаму, таа програма, партиска програма или коалициска програма се предочува во некаква владина програма, а врз основа на закон неопходно е да се изготвуваат и опрени стратешки документи кои што во голем дел се изготвуваат на основ на методологии кои што доаѓаат од странство. Например, во Министерството за финансии се изготвува така наречена програма за економски реформи, понатаму се изготвува фискална стратегија. Меѓутоа не е поентата во тие документи. Поентата е во суштината е што тие документи пред се треба да бидат комплементарни со една поширока национална стратегија која што ќе биде развиена. Значи ние треба да креираме стратегија за наредни 10 години, 15 години, во кои што ќе бидат надпартиски, кои што ќе бидат, значи околу кои што ќе постои консензус и во кои што ќе постојат јасни индикатори во кои што ќе се следи имплементацијата на тие стратегии. Заради тоа што не може со доаѓање на секоја нова влада ние да имаме нови стратегии или да менуваме правци на економски развој, заради тоа што... А тоа се случува? Заради тоа што некаде во 2002 година имав прилика да разговарам со Майкл Фербенкс, тој е еден од, да кажем, учениците на Майкл Портер, кој што промовираше еден концепт на
конкурентност, кои што кажа дека за да се промени мајндсетот и економијата треба најмалку 10 години, една декада, ако не и повеќе. Од тој аспект нас ни требаат подолгорочни стратегии кои што ќе го надминат мандатот на владење на една влада, околу кој што ќе имаме поширок општествен консензус. Направени се обиди, ја до сега сум учествувал директно во правење на 2 стратегии, последната беше правена, заврши минатата година, UNDP ја водеше, али поширок контекст беше на учесници во неа, многу експерти од Македонија и странство некој. И се направи таква стратегија, мислам во собрание, надпартиска и така натаму. И прва работа што се сгреши, ја првото прашање ги прашав, добро, кој е сега во владата одговорен за имплементација на оваа стратегија? Никој. Нема. Таа е прифатена затоа што странски партнер рекол, прифатете ја, готова е, добро, и толку. Секоја влада си има свој програма, тоа се согласува. Меѓутоа, на директно твоето прашање, сите влади во Македонија водат популистичка политика. Меѓутоа, објективно, оваа влада не води ништо друго освен популистичка политика. За скоро 2 години колку што е на власт, преку година и пол, така, една реформа не е направена како што треба. Една реформа не е направена. Добро, ако ги слушате владата, ќе добиете поинаков Не, јас знам дека ќе добиете поинаков одговор, ама нека ми каже владата кој проект, која реформа е направена. Одиме на тема јавен долг. Во моментов изнесува, односно на последните податоци, изнесува 10 милиарди евра и е близко до границата од 60%. Миновски, како поранешен министер за финансии, сега ве прашувам, треба ли ова да не загрижува? Во основа, таа психолошка граница е некаде околу 60%, иако во однос на висината на јавниот долг, нели, можеме да дебатираме, меѓутоа можеме да се држиме до тоа правило од 60%. Има држави кои што се високо развиени, кои што имаат огромен долг над 100%, меѓутоа ние не сме таква економија и таква држава. Треба да бидеме внимателни во однос на висината на јавниот долг. Меѓутоа, очигледно е дека таа политика на задолжување, на креирање на буџетски дефицит ќе продолжи во наредниот временски период. Оправдувањето е дел дека се враќаат стари долгови, а дел се смета дека преку дефицитот може да се поттикне преку овие капитални инвестиции да има ефект на мултипликатор. Меѓутоа, суштината е кога се креира јавен долг е дека висината на каматната стапка по која што ние се задолжуваме треба да биде пониска од висината на растот на бруто домашниот производ. А во сега тој тоа случај ние можеме да кажеме дека тоа задолжување е оправдано. Во спротивно, тоа значи дека и таа економска база што имаме на некој начин помалку ја подјадуваме. И тоа е суштината. И сега оправдано ли е? Треба да процениме на основ на најдобар врз основа на БДП и врз основа на каматите. Значи не само врз основа тоа што го кажавте, да. Значи може лесно да се направи компарација каква е висината на каматната стапка на долгот, каква е висината на растот и на основ на тоа ќе се види дали е оправдано или неоправдано. Меѓутоа најбитниот фактор за тоа дали ова задолжување ги дава или не ги дава резултатите, најдобриот параметар се граѓаните. И дали тие чувствуваат некаков бенефит од задолжувања, од номинален раст на бруто домашен производ, тие се најдобар судија да кажеме за тоа дали ние ги чувствуваме или не ги чувствуваме резултатите од растот на БДП. А во суштина овие се два параметри на основ на кои што може да се изврши јасна споредба за тоа дали сме ги постигнале посакуваните цели или не сме ги постигнале посакуваните цели. Во нашиот случај ние имаме повисока стапка на каматна стапка на долгот од она на растот на БДП. Узунов, треба ли да бидеме загрижени? Треба да бидеме загрижени и сега ќе кажам зашто. Не затоа што сме во моментот премногу задолжени. Не е се уште задолженост, а толку да ние не спиеме мирно. Меѓутоа, работата е што не постојат ама апсолутно никакви знаци што би кажувале дека тоа ќе се промени во блиска иднина. Таа ситуација на задолжување. Добро, но има фискална консолидација која што... Има фискална консолидација која што стално вика, добро, ај ќе одложиме, пак и само се одложува и секое народно одложување она све помалку достижно. Зашто станува збор за следново.
За да има економски раст мора да има инвестиции, тоа многу пати го кажав. Меѓу останатото и тие јавни инвестиции, капитални и така натаму. Што ќе се инвестира, тоа го зборевме настрана. Меѓутоа мора да се инвестираат пари. Буџетот, онака како што е сега концепиран, со овој начин на негово полнење, со оваа даночна структура на целиот даночен систем и покрај даноците учествуваат многу ситно други. Во даноците ја ги зборам тука и придонесите. Генерално тоа се тие приходи редовни на овие буџетот и генерално буџетот и буџетот на фондовите. Па преку 90% тоа се законски определени давачки буџетот, многу малку остануваат пари за дискреционно одлука на влада какви проекти ќе спроведува, што каде ќе вложува. И затоа владите мора да најдат дополнителни пари. Дополнителни пари може да се најдат од неколку извори, два се основни. Даноци, зголемување на даноците, различна структура не на сите граѓани, тоа е посебна тема за себе, значи реформа на даночниот систем, можеме го отвориме или не, и второ е заложување. Бидејќи не гледаме, ама апсолутно никаква волја за поменување на даночниот систем, многу често и министерка за финансии премиерот вика даноците се бетонирани со најдебел армиран бетон, значи може само да има заложување. И то тука ние и понатаму ќе се заложуваме. Битна е стапката на раст да се спореди со каматата стапка, ама каматата стапка што ја добиваме ние на задолжувањата не зависи само од нас, зависи од ситуација на светски пазари и така натаму. И ние сме се повторно вртиме во еден исти круг со години, да не речам веќе и децении, никако да излеземе од тој круг, затоа што се бара многу храбар чекор, а владиве и оваа влада ни случајно немаат храброст за тоа. Да, вчера и премиерот, кога сме кај зголемувањето на даноците, повтори дека и покрај тоа што меѓународните финансиски институции бараат зголемување и реформи во даночната политика, и зголемување на старосната граница за пензионирање, дека тоа нема да се случи. Во тој случај ни останува единствено задолжувањето. Реформата во даночната сфера не секогаш значи изголемување на даноците или треба да се разгледа не за сите граѓани. Значи кај нас при прибирањето на даноците најголемо учество има индиректното даночување, односно данокот за додадена вредност, кој што е данок на потрошувачка во суштина, а другите имаат многу помал удел. Во основа неопходно е пред се да се спроведе соодветна даночна реформа, меѓутоа и во поглед на начинот на функционирањето на институциите. Нашите институции се недигитализирани и тоа остава простор за поголем степен на сива економија. Значи, институциите мора да бидат осовременети за да имаат капацитет на соодветен надзор и контрола на прибирање на даноците. Тоа е прв начин. Значи, најнапред треба да се направи таа консолидација на институциите, дигитализација на институциите, за да видиме колку можеме дополнително да прибереме даноци, за да се види колкав е степенот со кој што можеме да ги задоволиме буџетските потреби на основ на оние проекции кои што се прават. Тоа е еден начин. Понатаму, можеби треба да се размисли во делот на поправедно оданачување, например, на оние кои што кај даноците на имот може да се направат определени интервенции со кои што би се обезбедиле дополнителни средства. Она што го говоревме, преку активирање на работната сила треба да се подигне општата стапка на вработеност, што од една страна ќе влијае на зголемување на придонесите, кои што се плаќаат на платите, од друга страна ќе се зголеми потрошувачката, односно ќе се влијае на индиректното оданачување. Така да тие аспекти треба да се земат во предвид пред да се посегне по решението на зголемувањето на даноците, заради тоа што тие во определен случај влијаат дополнително, може да влијаат и на зголемување, ако збориме за индиректно оданачување кое што е најлесно, зголемување на ДДВ-то, во тој случај товарот ќе падне врз потрошувачите, односно врз сите граѓани. Во однос на она што го говоревме за пензискиот систем и подигнување на старосната граница, значи тука се правени определени актуарски проекции во однос на одржливоста на нашиот пензиски систем. Ние направивме реформа во 2004 година. Тамо дефицитот ќе се намалува како ќе почнат да се појавуваат од приватните фондови, меѓутоа ќе ни се јави друг проблем, заради тоа што бев инволвиран во исто така во определени активности поврзани со едни студии врзани за одржливоста на пензискиот систем, каде што е прашање колку средствата што се издвојуваат во вториот столб ќе бидат доволно за пристојна пензија на сите оние кои што
ќе бидат корисници на пензија од 300-овиот пензијски систем. Затоа што дел од државите кои што го имплементираат слични реформи како што е Хрватска, Полска, го напуштија 300-овниот систем, направија национализации и се вратија на еден двостолбен систем во кој што имаме задолжителен пензијски и доброволен пензијски дел. Со национализација на пензиските фондови некако тивко и зад кулисно, односно далеко од очите на јавноста се зборуваше и пред изборите парламентарни. Меѓутоа таа тема некако не се отвори во јавноста. Верувам дека уште долго нема да биде отворена со оглед на тие информации кои што ги имаме. Она што мене ме интересира и последните податоци кои што се однесуваат на увозот на храна конкретно. Имаме расти кај извоз и кај увоз, меѓутоа увозот на храна во моментов надмина 1,1 милиарда евра. Со сите субвенции што се исплаќаат за земјоделие, со до години више, колку 15-20 години, и секоја година се повеќе субвенции за земјоделието, континуирано расте количината на увезена храна при ситуација на намалување на вкупното население во државата, не дека ние станавме дупло побројни па сега повеќе конзумираме храна. Се намалува бројот на населението, се повеќе увозна храна. Тоа значи дека домашното земјоделие не е на колена, него е под колена, фрлено. Скоро да не постои како некоја битна гранка во економијата и воопште дека може да обезбеди храна, освен ако не станува збор за голем извоз на земјоделски производи, ама ќе се видеше на извозната страна. Што значи дека земјоделие за Македонија веќе е некоја архаична гранка, стопанска гранка, економска гранка, и покрај сите вложувања, тоа е субвенции и така натаму, не други вложувања, тоа е затоа што целиот систем на субвенционирање на земјоделието беше од самиот почеток погрешно поставен. И многу пати сме говореле, многу пати сме кажале дека тоа мора да се смени, не се смени, затоа што политички и опортуно, популистички, ама еве ги ефектите. Ефектите се на крај, многу пари даваме за субвенции, многу пари даваме за увоз на храна, и тоа целото не кошта многу, не мораше така да биде. Минос, како вие гледате на овие ефекти? Во однос на увозот на храна, би напоменал дека некаде 1916 година, кога се отвара Македонскиот или Солунски фронт, француската армија испраќа неколку експерти кои што доаѓа да направат проценка каде би можел да биде отворен тој фронт, и нормално е едно од барањата кои што требало да се задоволи е да има доволно храна. Тогашната анализа која што ја направиле, се разбира дека територијата на Македонија била малку поразлична од ова што имаме денес. Меѓутоа, и тогаш се покажало со анализата дека со онаа примитивна технологија што имала, Македонија можела да храни население од околу 8 милиони луѓе. Навистина е штета да ние како држава доаѓаме во ситуација да имаме дефицит. Во одредени култури можеби не можеме да ги произведеме со таква продуктивност како што се житните култури, меѓутоа ние имаме дефицити и увезуваме рано градинарски култури. Тоа значи дека во делот на земјоделието не водиме соодветна земјоделска политика. Што значи таа земјоделска политика? Тоа значи кај нас голем дел од земјиштето е фрагментирано. Имаме голем број на ситни сопственици кои што имаат земја од околу во просек 1,6 хектар, што е недоволно за да се применат сите современи методи на обработка на земјата за да бидеме конкуренти. Понатаму не постојат кооперативи. Зошто водиме погрешни политики? Затоа што очекувањата на граѓаните се такви, а политичарите не ќе да ги нарушат очекувањата на граѓаните за да не им се најутат, па не ги гласаат на избори, односно заради популизам. Миновски? Не знам што да кажам. Неопходно е да ги користиме практиките на држави кои што се успешни во овој сегмент. Например, Холандија. Холандија има извоз на земјоделски производи од 160 милиарди. Меѓутоа, нема ниту доволен број на сончеви денови, ниту доволно почва. Меѓутоа, кај нив земјоделието не функционира на овој начин кој што го имаме кај нас, туку тоа е малте не некој вид, некоја форма на индустрија, заради тоа што се употребува висока технологија, имаме контролиран процес на производство, во контролирани услови, имаме висок степен, имаме приноси по хектар
кои што се големи и тоа креира дополнителна додадена вредност. Она што нас ни треба е промена на мајндсетот, промена на политиките во таа сфера и стимулирање на проекти кои што реално ќе донесат бенефит и за оние кои што се корисници на средствата, меѓутоа и за државата, заради тоа што мислам навистина е нелогично да Македонија, која што има идеални услови за производство на храна, увезува храна. Одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Мои вечерашни гости Ванчо Узунов, универзитетски професор, Кирил Миновски, пранешен министер за финансии. Застанавме некаде на темата на увоз на храна. Тука се наметнува и прашањето за инфлацијата, која што гледаме дека изминатата година во Македонија беше прилично упорна. Кои се очекувањата за цените и за инфлацијата во текот на оваа година, Еве Узунов? Јас не мислам дека ќе имаме голема инфлација, меѓутоа не мислам дека ќе се вратиме оваа година на порано што имав инфлација до 2% таргетирана и така натаму, и упорна се беше 2% и беше добро. Зашто? Прво, инфлацијата во Македонија, што ја гледаме последниот период, не е она никако ни превисока ни ништо, меѓутоа многу жилава се покажа, не може да се победи. Не е прашање на преголема количина на пари во оптек или преголема платежна способност. Туку на што е? На граѓаните, за да се влие на покачување на цените. Туку се зборува за несовршеност на пазарот, неуспех на пазарот во доменот на трговијата со прехранбени и оние не само прехранбени производи, него оние што ги имаме fast moving durable goods се вика, non-durable goods се викаат на англиски, значи потрошни добра, нетрајни потрошни добра, козметика, хигиена, храна, тие си тие. Видете што станува збор. Прво, особено е тоа изразено во урбаните средини, Скопје и поголемите градови. Во помалите градови не е тоа проблем. Во руралните средини воопшто не е таков проблем. Лајфстайл стана животен стил на граѓаните да идат на шопинг во големи маркети. Ланци маркети неколку го зафатија пазарот со тие видни производи во целата држава. Еднаш неделно се иде на шопинг, тука се купува све, тоа е современо живење. Значи, ја собраат најголем дел од побарувачката кај себе тие маркети. Немаш кај да идеш, нема алтернатива, се затворија кранапшињата, затворија зелените пазари, скоро затворија. Оние ситни дуќанчиња кои што не можеше никој да ги контролира, ги менува цените. Неколку луѓе во Македонија ги одредуваат цените на сите тие производи. Тоа е олигопол, кој што се пресретнува со голем број потрошувачи кои што ништо не можат, него се навикнати и повторно ќе дојдат кај него да купуваат. И ќе се нервираат што им се цените поскапи, малце поскапи, но ќе купуваат, бидејќи нема еластичност на побарувачката. И таа е таа констелација што се создаде, они многу интелигентно ја играат играта, не е нагло покачување, не е нервирање, не, те цеди. Полека ти го цеди доходот. Секој идење народно во супермаркет знаеш дека ако си потрошил 1000 денари, сега 1200 ќе бидат. Па наредот пут 1300 ќе бидат. Па 1400 ќе бидат. И стално знаеш дека ќе биде се повеќе. Еве имаше казни за маркетите, имаше и обиди со мерки. Немаше обиди, тоа беше глумење дека имаше обиди. Тоа не се обиди, тоа е глумење, ајде да видите граѓани, јас се борам со нешто. Ништо од тие обиди не стана, се замрзнувам овие маржите, па веднаш потоа работа стана уште полошо. Не се спроведуваат законите за заштита на конкуренција и за нефер трговски практики што треба, нема ни институциите не се работат работата, владата нема намера да се кара со тие маркети, некои беа подказнати колку за да се оплакне устата, тоа не се казни, тоа се играчки за нив, тие пари, така што ситуацијата ќе си продолжи понатаму таква. Граѓаните ќе си плаќаат нешто повисоки цени, маркетите ќе си прават се поголеми конта, супер, не ги дават на своите вработеници повисоки плати туку као профити на газдите, и тоа е приказната за Македонија. Миновски. Па во основа можам да се согласам за најголем дел од работите. Најнапред една од причините за инфлацијата секако е постоење на неперфектен пазар и на повластена позиција на така наречени олигополи, пред се тоа е некое дистрибутивно лоби кое што ги контролира најголем дел од производите кои што се конзумираат. Понатаму не постои структуриран пазар во делот на земјоделието, туку имаме најчесто немаме пристап на пример до производителите во купувањето на оние основни животни намирници, туку тоа се купува или преку прекупци или преку супермаркети.
Во овој сегмент можеби некој позитивно раздвижување би било влегување на овие големи ланци на маркети, по примерот на соседството, кои што ќе зголемат конкуренцијата и кои што навистина во делот на логистиката и во она што се нарекува supply chain management се многу ефикасни и сигурно ќе доведат до предни поместувања на пазарот. Меѓутоа, генерално, нашиот проблем е проблем што мал пазар, мал број на играчи можат лесно да го контролираат и да немаме конкуренција како што е примерот со останатите земји. И вториот објективен проблем на страна од овие олигополи е што како мал дистрибутер секогаш и цените кои што се добиваат се повисоки заради тоа што нема и тој дел не е запазен на економија на обем, затоа што поголемите дистрибутери или тие кои што се дистрибутери за поголеми пазари секогаш имаат опрени количински работи што на некој начин понатаму значат и пониска цена во малопродажбата. Кои се очекувањата за инфлацијата и колку геополитичките случувања повторно може да... Па, живееме навистина во едно турбулентно време на интензивни политички промени во кои што непредвидливо е што ќе се случи за недела дена, за месец дена и како ќе се движи и цената на нафтата, дали ќе имаме некој нов воен судир, на кој начин тоа ќе влијае на нас. Ние сме, да кажеме, мала економија која што е пред се увозно зависна, пред се во овој делот на енергенсите, тие има значително учество во така наречената потрошувачка кошница и никој не може да предвиди што ќе се случува. Добро би било доколку ние се движиме во оние очекувања на инфлацијата, во оние проекции од 2,5% или доколку го следиме примерот на она што се случува како стапка на инфлација во еврозоната, меѓутоа, како што споменавме, тој пазар е пофункционален, имаме поголема конкуренција и сето тоа влијае на некој начин за да може и цените да бидат на едно пониско ниво. Ние сме сведоци дека наши граѓани сега се случува да одат и во Грција да пазарат да добиваат поготово на овие козметички производи или овие што се од големи брендови да имаат пониски цени. Меѓутоа, геополитиката е непредвидлива, живееме во навистина историски времиња и тие историски времиња го уклучуваат алармот за мали држави да бидат предпазливи, да бидат внимателни, да градат култура на консензус заради тоа што за нас ваквите времиња значат преживување. Геополитичките случувања се непредвидливи. Да, тоа е јасно дека... Не треба да многу видови да ги препознае, меѓутоа видите што се работи. Инфлацијата кај нас не е нестабилна, не се движи над таргетираните 2-2,5% заради геополитички движења до сега. Значи, ние немаме пораст на цената на енергенсите, цената на храната расте, што дека во други земји паѓа. Она многу порасна додека беше ковидот и после особено кога почна војната Украина. Но после се смирија цените и во регионот и во светот. Кај нас сепак проблемот е дома. Ево ова што го објаснивме претходно. Несовршеноста на пазарот и неговото нерегулирање, никој не ќе да седне да го регулира како што треба. Не е дека не знае, мислам намерно не се прави тоа, ама Јас ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во Топ Тема. Вам ви благодарам за вниманието. Секако останете и понатаму со програмата на Телма.